Здраво, драги гледачи! Добредовте во емисијата Супер Звезда. Мапнете им да видат колку сме срекни и весели поради специјалниот повод кој што го имаме денеска, драги гледачи. Затоа сме ние вакви. Дојдовме во ТЦЦ Плаза, нашето омилено место, каде што пред една година снимавме емисија. Денес ќе бидеме гости овдека, но не поради ТЦЦ Плаза, туку поради најпознатиот македонски рапер и хип-хопер. Станува збор за кој, драги дечиња? За Тони Зен! Нашиот голем другар и пријател, паткото кој што се вика Тони Зен. Верували или не, денеска ќе имаме шанса и можност да се дружиме заедно со него, да дознаеме каков бил како мал, кога првпат почнал да рапува и какви планови има во иднина. Да ги видиме рекламите, а веднаш потоа се враќаме повторно во програма. Ева, драги гледачи, верували или не, веднаш покрај мене се наоѓа најпознатиот македонски рапер, најпознатиот хип-хопер, звездата на македонската хип-хоп естрада. Добре дојде Тони Зен. Добро ве најдов, деца, принцови, принцези и ти кралу, како да кажем. Фала, Тони. Добре дојде во Супер Звезда. Како се чувствуваш со волку многу дечиња околу тебе? По-одлично, чувствувам да е прекрасно, не се опишува, мислам. Ја уште Најбитна публика се децата, мислам, ако се они срекни, сите други се срекни. Да, јас и пред да почне снимањето во неформалниот разговор кој го имавме, приметив дека ти си во суштина едно големо дете, имам ли право за ова? Па да. Ми кажа, ми кажа дека се уште не знам, играш PlayStation, така ли? Види вака, на некој начин сите сме деца, длабоко во себе. Така. PlayStation сум, да не кажам, ќе кажам слободно фанатик, во последно време сум зависник од тие, не знам, Call of Duty, Medal of Honor, GTA, ги чекам да искачат новите игри. Фудбалчето исто што е многу познато кај нас во последно време, она што е Pro Evolution Soccer. Така да зараза е. Имаме многу прашања со Супер Звездите овде, да видам кој си има спремно прашање за Тони, да видам еден кој прашања ќе има, чувајте до крајот на Само емисија. немојте тешки прашања. Да, тешки прашања, не, и тоа се договоривме. Ајде да видиме кој е тој прв што сака да му постави прашање на Тони. Ајде без степање. Повели Доротеја, повели Злато. Здраво, јас сум Доротеја Кипровска и сакам да прашам од колку години почнал да рапува. Убаво прашање. Од колку години почна да рапуваш, Тони? 14 или 15. Многу рано. Тоа е му доаѓа 8 оделение прва година, така нешто е. Да, од прилика така некаде Прилика, мислам, 8 прва година. Така, тој премин од основно во средно училиште, тогаш почнав за прв пат онака да рапувам како не професионално, него онака се јави таа желба за рапување, за творење, за пишување текстови, беше малце потешко колку што е сега нормално. Меѓутоа со текот на времето се разви во, како да кажем, рапер, во MC, човек кој што слободно може во било кој време да си напише тексти на било која тема. Така. Да видиме второ прашање кој има за Тони Зен. Повели Злато, повели. Кој е твојот најомилен пејач и која е твојата најомилена пејачка? Да видиме сега, Тони, имаш ли ти омилен пејач, омилена пејачка? Од тука, од Македонија или? Кажи ми од Македонија или од светот? Како гледам? Од светот. Ајде да видиме прво од светскиот пејач и кој е твој омилен пејач и пејачка. Омилен пејач? Па, од познативе пејачи ќе ви го спомнам, не знам, Jay-Z, го знаете, валја, ми се свиѓа, од познативе што се рапери. А од пејачи, повторно ќе спомнам некој познат, пример, Mary J. Blige, не знам, Jennifer Lopez, ги знаете, така сигурно, Beyoncé исто така. Beyoncé би оставил ја број 1, Beyoncé, значи Beyoncé број 1. Beyoncé. Дефинитивно Beyoncé. Одиме понатаму со прашањата. Снемо прашање ќе постави кој? Повели Злато. Здраво, сум Деја и сакам да прашам колку песни има со Тамара. Ајде да видиме со Тамара дали е само таа една песна направена или има нешто и повеќе од тоа. Со Тамара една за сега песна направена, меѓутоа спремавме ние уште една за во мојот албум, но не успеавме да направиме. Бидејќи Тамара така малку е да не кажам како, али кул е, супер е. Не стигнавме да направиме песната, али ќе направиме, ќе има повеќе песни со Тамара. Затоа што ми дека ја поздравиме Тамара, пошто ми е омилена пејачка кај нас и најубаво изгледа од сите. Бакнеш за Тамара, бакнеш за другарка ми. Тамара ете така во една од следните емисии, можеби ќе ја видиме и неа. Супер, а да видиме сега следното прашање ќе постави кој Ангела, повели Злато ти. Здраво, јас сум Ангела и сакам да го прашам кога почнала да се занимава со песни? Така. Од кога почна да се занимаваш, значи вака со музика? Не со рапување, општо со музика.
Да слушам музика или да правам музика? Да, дали на пример во прво оделение почна да се занимаваш со на тргај прваче? Па не баш ме привлекувало од секогаш спортот. Бев амбициозен спортист, кошаркар. Немав некоја поврзана со музиката како што имам сега. Значи јас не сум воопшто образован музички, ама ме привлекувало, значи кон таму крајот таа промена што е основно средно оделение ме привлекол, мислам ме привлече таа хип-хоп култура и се навлеков на рап. Инаку- Тоа не сум слушал нормално. Оние што биле најпознати песни што ги вртеле по телевизиите, по радијата, али не сум бил нешто кузне што како што сум сега. Ми кажа дека си играл кошарка, значи пред тоа. Да, Те интересира и други спортови? нормално, значи са други спортови, значи, да не кажам се, ама ме интересираат, значи више се најактуелни кошарка, фудбал, се у последно време ова што е НФЛ, амерички фудбал. Нормално и Sony PlayStation е спорт, да знаеш. Да, така имаше и дисциплини, има Да има напредување дисциплини, има без крадење, без лажење, без допинг тестови и такви работи. Одлично, а кажи ми вака мене ме интересира. Каква беше ти како мал? Беше мирно или немирно дете? Мирно. Бидете и вие мирни? Зашто? Лош си? Не, ја бев мирен, значи така, се сакав кошарка, се бев повлечен, не, лажам, не бев повлечен, така бев стално дофрлував, суфлирав од страна, се убацував на моменти кога ќе бев расположен, али си бев така, спортско дете, затоа ме почитува, бев привилегиран кај професорите и кај наставниците, основно и во средно, затоа што бев кошаркар и насочен само кон спортот, кон кошарката и така носевме успеси на школото. Неколку први места сме имале добиена на градско, републичко ниво и во основно и во средно. А учењето така ме било малку послаба страна, не сум бил одличен, да знаете, ама вие учите да бидете одлични треба. Кои предмети најмногу ти се допаѓа, а кои не ти се допаѓа? Физичко ми беше најдобар предмет. Да, и музичко. Па музичко не баш. Затоа што појма немав ја што се тие дирки на клавир додека свира и додека гледав на петолиниите ноти. Да. Нешто ни покажува. Јас таму нешто гледав како се замислував играм со Майкл Џордан кошарка, како куцам преку Шекил Онил. Физичко ми беше дефинитивно најомилен предмет затоа што кога ќе влезам одма професорот, наставникот ни отвара, ни дава клуч на мене и на уште еден другар кој што бевме најактивни спортисти, најпознати у школото. Тогаш ни даде клучот, ни даваше клучот. Брата кај што има баскети, ви клуч, идеме, отвараме, земаме баскети и си играме, сите по нас доаѓа. Тоа беше супер. Фала ти многу. Јас имам предлог да направиме мала пауза, веднаш потоа се враќаме повторно во програма со Тони Зен. Се јавуваме од фитнесен спа центар ТЦЦ Плаза. Почитувани гледачи, за оние кои подоцна се вклучија, денес специјален гостин во Супер звезда е Тони Зен. Ајде да му направиме уште еднаш касите да пукне, да видат гледачите за каков дечко станува збор. Значи, дечко, прва лига. Тони денеска ни изненади со неговата позитивна енергија, а Тони секогаш ни вака позитивен. Позитивен сум посебно кога сум овака во фитнес центар. Во фитнес центар дојдеш ли често во фитнес центар? Постојано. Најчесто- Најредовен сум. Најчесто во вакви фитнес центри треба да доаѓаат оние кои што јадат нездрава храна, така? Кои што прават меше и кои што не се пропорционални онака како што треба да бидат. Ти изгледаш крајно пропорционално. Па се грижам за тоа. Да, вежбаш редовно, секој ден, 2 пати неделно, колку пати? Значи си имаме на програма поставена како 6 пати 6 дена тренинг и еден одмор. Така е. И функционира. Дефинитивно. Функционира. Браво, браво. Ајде сега да видиме од оние дечиња кои што имаат прашања за тебе да постават, ќе продолжиме од Сара на пример. Повели Сара, кој беше твоето Јас сум прашање? Сара и сакам да го прашам Тони Зен од каде е мојот прекар од Тони Зен. Прекрасно прашање. Многу мина се чудат и не знаат значи од каде тој прекар, тоа е како дојде тој прекар да едноставно ти го наследиш. Па тоа ми го даде мојот пријател Френки Роудс, Франц. Тоа е мојата дружина. Така? Бидејќи он го говори францускиот јазик и Зен значи на француски како символика за опуштено, за смирено. Сметам дека јас сум таков и не сметам дека сум таков човек. Покрај она, значи, тоа се вклопува со Зен, кинеската филозофија, што значи таму доаѓа тоа Зен. Значи нешто смирено и опуштено.
Ево, Тони смирен и опуштен денеска во Супер звезда со Супер звезда. Chill out. Исчилиран скроз, искулиран до максимум, супер. Повели Злато, кое беше твоето прашање тој ден? Моето прашање Тони Зене е каде излага навечер и со кого? Излага ли Тони воопшто? Излага. Излагам со мојата дружина, тоа сме неколку другари, една шака. Толку другари сме, се собираме стално, кај мој пријател во неговата училница за странски јазици. Гледаме филмови таму, уживаме, грицкаме. Излагам по кафичите низ градов, така да секаде ми има. Значи може да ме видите и како идам пешки, како возам точак, како сум во автобус, во кола, буквално Тони Зен ги има секаде. И во денска и во ноќна шема. Буквално, значи не се кријам, не се поставам како звезда према луѓето да се кријам, значи нека да внимавам каде излагам или во што се движам, со како превозно средство. Значи не одбирам, ако ми убаво на улица ќе седам на улица, ако ми убаво во кафич ќе бидам во кафич или било каде. Крајно спонтанен и нормален. Фала Богу. Браво, Тони, те препознаваат ли на улица, кажем? Да, во последно време да, откога искочија спотовите мој Скопје, мој град и во полн ефект посебно, кога ја приметија песната дека е стварно добра, бидејќи песната е стара више 4 години. Многу луѓе не знаат дека е 4 години стара и дека е на првиот мој албум кој што беше, можам да кажам, underground за само не знам некој одреден дел на луѓе. Ме препознава, да, и тоа са има некои негативни реакции, некои има позитивни реакции, меѓутоа сите ги прифаќам како позитивни. Без разлика на реакцијата каква е од страна на луѓето, дали реагираат лошо или да реагираат добро, али повеќето се ние што им се свиѓа тоа што го правам. Така, фала. Ајде да видиме Марин овде со крената рака веќе некои 5 минути. Марин, што имаш да го прашаш, Тони? Здраве, сум Марин Стоинковски, сакам да го прашам кога бил мал дали одел на музичко. Шубо. Дали значи си одел некогаш на музичко? А ти беше 50 Cent, така? Да. Па не, мислам дека да, не одев на музичко, одев на тренирав кошарка. Значи како што спомнав, браво. И Марин исто, значи и он тренирал кошарка. Браво бе, све кошаркари. Само ја фудбалер се погодив овде меѓу сите вас. Да не се разбереме, значи бев и голман едно време. И голман беше? Да, голман бев, значи во четврто, пето оделение, мислам дека бев голман, потоа се откажав затоа што кога беше многу студено, паѓав на тревата која што беше со мраз и се раќав дома плачејки со модрици, искршен цел, искривен. Изгребен за не никаде. можам више овој отидов во сала на топло се тренирам кошарка. Значи спортот ме влечел од секогаш, меѓутоа се насочив кон кошарката. Супер, следно прашање. Има некој или немаме веќе прашање? Доротеа, повели Злато, дојди до мене овде, кај го батко Тони Зен. Ајде сега за него да го кажеме прашањето. Здраве, јас сум Доротеа Кипровска и сакам да прашам дали само со девојка му искача или со другарите. Какво прашање, значи дали само со девојката излагате во град или со уште некој друг? Само со другари, Без девојка. без девојка. Девојката те чека дома? Девојката, да, дома чека. А ти си излагате со другари? Јас со другарите си излегувам. Се шалиме, нели? Да. Се шегува, Тони. Значи издегуваме некој со девојка, Девојка и со другари. некогаш и со девојка и со другари, некогаш само со другари, некогаш без девојка. 300 комбинации. Има не? многу, да. Да, ги кажавме пола од нив. Одиме сега да имаме следно прашање кој ќе постои. Сара, имаш ти прашање? Сара имала прашање, а не кажува. Сара, кој е прашањето твое за Сакам тоа? да го прашам Тони, дали има стилисти, дали се грижи некој за неговата облека? Така, од каде сега капава овдека? Сам реши ти да ја носиш или некој стилист ти кажа денеска Тони во Супер звезда ќе оди со капче? Никогаш сум немал стаилист или некој што се грижи за мојата облека, стално секогаш сам сум одлучувал за моите облеки, за мојот стил. Значи некогаш сум правил грешки, сум се облекувал, значи да не прилагодно за Ситуацијата. моментот за ситуацијата, некогаш сум се облекувал, значи баш складно како што треба да биде. Значи немам стаилист или не знам, шминкер такви работи, но сум максимално се трудам да бидам природен и свој. А капава ми исто човекот што ме крсти Тони Зен. И не му ја враќам. Франци. Френки Роудс. Така, ме интересира, спотови кога правиш? Значи, кога се прави спот, исто тамо немаш стилиста, сам се организираш? Зависи, значи ако е спотот организиран од некој режисер, Така. што е он одговорен за целиот спот, нормално дека мора да има Се стаилист, следат правилата. меѓутоа оние што се најситни работи како пудра, за да не пробие светлото, да не дречи многу. Иначе за облеката сам сум одговорен.
Значи не оставам други да кажуваат посебно, значи за облеката, да ми кажуваат други како да се облакам без разлика дали спот или онака на обичен надвор исклучен. Фала, Тони. Има една згодна женска овдека што чека да постави прашање. Злато, кое е твоето прашање за Тони? Здраво, јас сум Марија и сакам да го прашам батко Тони колку песни снимил до сега. Тони, колку песни имаш снимено до сега, се знаат ли? До сега имам снимено еден албум каде што имаше 18 песни, меѓутоа тие песни не ги знаат многу луѓе, затоа што беше тој за, како што кажа претходно, за посебни луѓе. Така, за мал број на публика, едноставно за твоите пријатели, другари, оние луѓе со кои што си пораснал, претпоставувам. Така, онако Не беше официјално издание. не беше, значи албумот е потпишан договор со издавачка куќа со спотови се, меѓутоа пак е бидејќи андерграунд албум, немавме многу слушатели. Затоа сега се потрудив да биде малку покомерцијално за да ме слушаат и на овој албум ќе имам 17 песни. Така да тоа е тоа. Фала, а сега оваа женска и твоето прашање, Злато, повели? Здраво, јас сум Ана и сакам да го прашам Тони Зет, нали се сеќава на неговата прва љубов. Шубаво прашање. Вака, од овој блок ова ќе биде нашето последно прашање. Тони, се сеќаваш на твојата прва љубов? Да, се сеќавам. Во кога деление се случи тоа? Па не знам, прва љубов ми е онака од мало. Се бакнувавме само на кога игравме збирам фото. Само разбирам фото, да? Така, тоа е мојата прва љубов. Значи колку години? 5, 6, 7, 8, колку беше голем тоа? Па не знам, 9-10 години. Ништо сериозно или тогаш онака си чувствуваш љубов? Така. Фала ти многу, драги гледачи, денеска сме во друштво со најдобриот рапер и хип-хопер во Македонија, Тони Зент. Ќе направиме мала пауза, а веднаш потоа се враќаме уште еднашка во разговор со него. За оние кои подоцна се вклучија, ова е емисијата Супер Звезда, а денеска наш гостин е најпознатиот македонски хип-хопер и рапер, а тоа е баткото што се вика Тони. Тони, батко Тони Зен. Тони, како си? Добре, одлично, нека пукне, ајде. Каква емисија немало до сега, нели? Не сум видел. Сум бил сега Денис Светов. Не сум Каде сме, видел. не, ваква емисија, нема аплауз за батко Тони Зен. Значи и ние ваков гостин сме немале до сега. Фала ти многу што си дел од Супер Звезда денес. Оваа малечки прекрасна Ева, другарка Ева, има едно прашање за тебе. Кој беше прашањето, Ева? Здраво, јас сум Ива, сакам да прашам која му е најомилена песна. Од неговите, нели? Да. Ајде, батко Тони да ни каже од твоите песни која е твоја најомилена песна, дали ние ја знаеме таа? Па не ја знаете, ама ќе искочи наскоро и се вика Микаса е сукаса. Микаса е сукаса, прекрасен текст. Што уствари значи моја куќа и твоја куќа. Моја куќа, твоја куќа, Микаса, сукаса, аплауз за прекрасниот текст. Стварно мислам ваква, ти ли го напиша текстот? Да, фала Богу. Ајде да видиме, тоа ќе биде носечка песна на новиот албум. Не, на новиот албум ќе биде истава песна што е хит, значи од претходниот албум во полн ефект, кој сум јас сум во дефект. Така, јас сум интелект. Во дефект, таа песна значи ќе биде на истиот албум, значи таа ќе биде носечка песна со Скопје му играат и со Скопје му играат ремикс ки има. Меѓутоа мене највеќе ми лежи, највеќе ми се свиѓа битот, цела мелодија, рапувањето, рефренот на Микаса е сукаса. Исто така и Кажи ми, заедно со Бојана и Бисера, они беа како вас исто пред многу години, они се на Супер Звезда како некои соработници со нив. Наставнички се наши, да. Да, Бојана и Бисера, поздрав и до нив. Они пеа наставнички Бисера и Бојана, ете со Тони Зенке се појават во која песна? Во Кажи ми, одлична песна, одлично отпеана од нивна страна. Значи они беа како вас, почна, пеа како што се вие сега и порасна, сега се прва класа пеачки. Се пеат, прва класа пеачки, наставнички се плюс во Супер Ќе Звезда. видите еден ден како Бојана и Бисера. Сакате? Нормално е да сагаме, како не да им пратиме пак неши многу на Бисера и Бојана, нашите најсакани наставнички Супер Звезда. Ајде видиме сега следно прашање, кој има од овдека да постави? Има ли некој или нема? 50 Cent има прашање. Ајде, повели Мари. Ако би се степал 50 Cent и Тони, кој победи? Ајде име кој ќе победи ако се степа Тони со 50 Cent. Тоа ќе биде јака борба. Ако нема пиштоли и ножеви, ќе победам јас. Затоа што За Македонија. За Македонија, браво за Тони, голем аплауз. Супер, Тони. Ме интересира дали си задоволен од сето она што до сега си го постигнал. Па
Како не? Да, нормално. Музички план нормално. Да, задоволен сум, да. Значи, освен ти што правиш и музики, што правиш и текстови, со кои се луѓе соработуваш, кажи ни кои се луѓето што ти помагаат? Па, одма на памет ми доаѓа, значи, Младен Марковиќ, тој е човекот, музичкиот продуцент кој што ми помага во реализацијата на овој албум. Исто на памет ми доаѓа Саша Манев, тој е човекот кој што ми помага најмногу во дизајнот, значи го прави дизајнот на албумот, значи без тие двајца не би било тоа што ќе биде сега албумот. Тука би ги спомнал исто и Френки, тој е мој пријател Франц, Френки Роудс, кој што ми прави одлични битови, ме бомбардира со одлични битови кои што ме инспирираат за текстови, за теми. Така, значи, тоа е таа главна соработка што е. А на поле на спотовите? Зајакот. На поле на спотовите со Дарко Антоновски. Морам да кажам дека она што сум го видел до сега одлично сработено и сакам да го запознавам Дарко. Кажавме дека ќе се видиме наскоро сега баш овие денови, да го поздравам многу како режисер број 1 за она што го има направено. Инаку сакам да прашам уште за крај, какви планови имаш во блиска иднина? Што ќе направиш вака нешто што не знаеме? Ќе ни изненадиш ли со нешто? Па да, во декември албум. Значи во декември да го слушате албумот на Тони Зен, Урбана Димензија. Тоа е мојата група. Се уште сме Урбана Димензија, бидејќи сакам тоа да биде како заштитен знак за креативна популација, значи да се препознаваат многу луѓе во таа Урбана Димензија. Таму сме Тони Зен, јас и DJ Чваре. Во декември треба да излезе албумот, со кој што ќе се вика Слушај. Има 17 песни и не знам дали ќе стигнам за спот, меѓутоа не застанувам само со овој спот што беше последниот, него ќе продолжам понатаму исто. Би требало со истиот режисер баш во контакт сме преговори нека за неки нови спотови. И сега да те прашам, тешко ли е да се биде рапер? Не, Уживаш во тоа што го работиш? па нормално. Значи го правам тоа што го сакам и сакам што правам. Настапуваш ли некаде? Па да, моментално пуштам музика во Скопје во на повеќе места. Ствари повеќе места се пуштам во еден ноќен клуб. Да не ги набројувам, сега да не кажам по имиња, кои се четврток, сум исто така имам тезга, кажано, петок и недела. Преку саботи најчесто патам за другите градови, таму имам настапи, пуштам музика. Значи сум, да не кажам пребукиран, али од четврток до недела сум секој ден зафатен. Колку долго се бавиш со диџејството? Па не сум баш диџеј, сум пушташ на музика. Диџеј за мене оне, знаеш, на плочи, turntable, на такви. Али добар сум, не сум лош, се трудам. Значи го имам допирот, го имам миксот во мене уште, осетот за миксање, за контрола, знаеш, соработка со публиката. Пуштам музика од, значи таа желба сум имал уште од основно. Секогаш кога сме правеле забави некои таки да се собереме заедно и кога било дело за рап музика, јас сум пуштал рап, сум носел некои 4-5 CD дискови некви. Сум пуштал музика како тече време, како растам, не сакам дека тоа е дека можам нешто да направам повеќе, сум собрал повеќе CD-ња, па знаеш, после продолжиш скупуваш папки, па торби, па гледаш, си собрал 500 CD-ња, значи мора да правиш нешто сериозно, нека поголема забава, па се запознаваш со поише луѓе, бидејќи така работа диџејството, знаеш, цело време се патува на така навака, запознаваш нови пријатели, што утре ќе ти завршат работа за некој друго место, па таму запознаваш некои други, па таму некои трети. Така е постојано има нека циркулација тука и се случуваат убави работи, така да се стигнав до тоа што сум сега, нака мислам. Рапер. Ме интересира дали има луѓе кои што го поддржуваат ова што го работиш, има ли луѓе што те помагаат, имаш ли спонзори например? Помалку спонзори колку луѓе што ми помагаат, онака морални поддршки што даваат. Значи тој финансискиот дел е проблем не само кај мене и кај 90%, да. Значи кај нас све се базира на спонзори. Ако нема спонзори, мислам дека нема да има кај нас музичка естрада. Како успеваш да се снаоѓаш на тој план? Па не знам како да ти кажам, стварно ли последно време се си доаѓа само по себе. Јас стварно не знам како да го објаснам тоа, сега не знам дали ќе ме сватат. Да, јас те сваќам, стануваш се подобар и се поквалитетен и нормално. Све што посакувам, значи имам верба во тоа, се трудам и мислам на тоа премногу и само се доаѓа по себе. Значи јас не правам некоја тешка работа да трчам навака натака, да се трудам да барам спонзори, да молам, него едноставно сами некако доаѓаат во последно време, дали ме разбираш, не знам. Да, ја и суперзвичките ти посакувам и останатите планови кои што ги имаш од сега па во поблиско и подалечна изнина, сите да ти се остварат, бидејќи заслужуваш и вредиш како човек. Фала ти многу што беше гостин денеска во Суперзвезда. Фала и на вас. Имаш ли нешто да им порачаш на овие малечки прекрасни дечиња кои што се тука околу тебе и на оние кои што сега те гледаат од другата страна?
А се буна, да, не сме малечки, викаат големи сме, да. Бидете умни и само петки да добивате. И учете. Да ги слушаат мама и тато. И немој да скокате од прозор да бегате од часови. Фала ти, Тони, што беше уште еднаш гостин, да си жив и здрав. Почитувани гледачи, тоа беше Тони Зен, специјален гостин денеска во Супер Звезда. Ајде сега за крај да си го гуштаме и бациме, да видат вистински нашите гледачи колку многу го засакавме. А на вас, драги гледачи, ви благодарам што бевте дел од оваа емисија Супер Звезда, што станавте до крај заедно со нас. Ве поздравувам, ве сакам, ве гушкаме, ве сакаме и ви мафтаме заедно со Супер Звездичките. Се гледаме следната недела во 10 часот на Канал 5 телевизија. Чао, 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 чао.